Google Ads е платформа за онлайн рекламирање на Google, каде клиентите му плаќаат на Google за прикажување на нивните реклами. На Академијата за маркетинг и PR. Овој предмет го предава Катерина Петреска, која се обидува преку практични примери да ги научи како правилно да градат стратегии за рекламирање на Google. Катерина, до неодамна бевте дел од дигиталниот тим на McKinsey Скопје. Верувам дека работејќи во глобална маркетинг агенција, имате стигнато големо искуство за различни клиенти и компании. Зошто се одлучивте да градите кариера во онлайн адвертајзингот? И колку е тешко да сте дел од професија што постојано се менува? Значи да се биде дел од тимот на интернационална групација каква што е McKinsey, навистина беше чест, но и голема одговорност. Искуството кое што го стекнав работејќи со различни клиенти за многу кампањи и со тим на луѓе кои што се професионалци во она што го работам, навистина ја помогна мојата кариера и ја разгори мојата љубов кон адвертајзингот. Од друга страна, одлуката за кариера во дигитален маркетинг и маркетинг воопшто беше логичен спој на две мои пасии. Од една страна однесувањето, тоа е психологијата на луѓето, од друга страна технологијата. Затоа сметам дека доколку наученото од однесувањето за луѓето се спакува добро во едно дигитално решение, тогаш имаме ефективна дигитална маркетинг кампања. Брзите промени во индустријата мислам дека беа едно од нештата што ја направија мојата одлука за кариера во оваа професија уште полесна. Сметам дека е привилегија што живееме во време на брзи промени, во кои што резултатите од секоја промена може да ги следиме од ден за ден. Од друга страна, неспорно е дека брзите промени носат и некои потешкоти, па така ние маркетерите треба да сме спремни за постојано учење, себе учење, надградување и брза реакција на сите промени. Во едно интервју ти кажете дека поголем буџет не значи поголем успех за кампањата, бидејќи торбичката со пари нема голема вредност ако не знаете што со неа. Од вашето искуство, може да ни посочите кампања каде што со значително мал буџет би достигнале добар резултат? Да, точно така. Торбичка со пари не значи многу доколку не знаеме што да направиме со неа. Пред да му ја дадеме нашата торбичка со пари на Google, треба детално да му објасниме што сакаме да направи тој со неа. Единствена формула за успешна кампања со мал буџет не постои. За тоа треба да се вложи целиот ноу-хау на маркетерот за почеток. Треба да се направи една детална стратегија за екзекуција на самата кампања, да го естимираме дневниот буџет, да ги приоритизираме целите и да одредиме тесен фокус. Понатака, особено е важно да се направи анализа на таргет публиката, за да може и онака лимитираниот буџет да го насочиме кон најтесната примарна таргет публика до која сакаме да стигнеме. Match type, клучни зборови, негативни клучни зборови, добро осмислен call to action, исто така дел од нештата на кои што сметам дека треба да им се даде навистина големо значење. За крај, следење на кампањата, и тука зборувам за обсесивно следење на кампањата, бидејќи секој цент ни е важен, сакаме секој цент да биде добро алоциран и да го заштедиме. Кога работите со рекламирање на платформа која е достапна во целиот свет, претпоставувам дека и глобализацијата ви дава слобода да работите од дома. За клиенти се разбира од други земји. Луѓето кои работат во дигитални маркетинг агенции честопати избираат професии како фриленсери. Што ви представува професионален предизвик што вие всушност би сакале и да го остварите? Професионален предизвик. Во динамична работа каква што е мојата, секоја нова кампања и секој нов клиент е нов предизвик. Секоја кампања бара одново и одново да се вложиш целосно енергетски со својата креативност и со своето знаење и уште еднаш да направам се подобро, повеќе, поуспешно, поефикасно. Следниот професионален предизвик кој го прифатив
беше кога станав дел од кабинетот на Министерката за финансии, затоа што тоа е на друга цел, сосема поинаков тип на маркетинг и нова шанса да вратам јас за заедницата во која што се градам. Предизвиците се она што мене лично ме движа напред, истото тоа сакам да го мотивирам кај сите студенти на академијата. Предизвик навистина ми е работа за проект во кој што јас навистина верувам. За тоа каде се пронаоѓам себе си за неколку години, може би е најдобро да зборуваме во некое наредно интервју, бидејќи како што кажав, навистина е привилегија што живееме во време на брзи промени. И Катерина, за крај, дали може да објасниме накратко зошто еден маркетар би се одлучил за кариера во дигиталниот адвертајзинг? Кога јас се запишував на економскиот факултет при УКИМ на департманот е бизнис, им го соопштив тоа на моите дома и нивното прашање беше како е бизнис, кога во денешно време секој бизнис е бизнис. Мислам дека тоа го дава одговорот на самото прашање. Целиот свет, па така и маркетингот се движи во таа насока, па затоа оние кои што планираат да се занимаваат со маркетинг, а и ние кои што во моментот се занимаваме со маркетинг, треба да гледаме во таа насока, да бидеме припремени за работните места кои што ги има, се надевам дека во иднина уште повеќе ќе ги има за дигиталниот маркетинг и да бидеме сите дел од дигиталното утре кое сите не очекува.